Почитувана јавност, почитувани медиуми, јас имам 3 пратенички прашања и трите ми се до председателот на владата, господинот Димитар Ковачевски. Господине Ковачевски, во изминатите неколку дена јавноста и експертската јавност, пратениците, целиот општествен дискурс со право реагираше на спорните ситуации кои што се случуваат околу изградбата на автопатите со коридорот 8 и 10Д. Како никогаш во историјата на Македонија и одредени институции реагираа на начинот на кој што се води постапката за почеток на градба на овие активности, за кој што досега нема ни 100 зрнца песок истурено, а има исплатено над 200 милиони евра пенали за почеток на градбата. Ова кое што се случува е едно институционално насилие, а така да можевме да видиме како се злоупотребува целокупната постапка за носење на закони, реформски закони за приближување на Република Македонија со Европската Унија и се злоупотребува европското знаменце. За прв пат реагираше Европската комисија, реагираше евроамбасадорот Гир. Она кое што се случи вчера со тоа што сте испратиле нецелосен договор до антикорупцијската комисија само создава сомнеж дека овој проект, наместо проект кој што ќе треба да изгради автопати, ќе биде еден од најголемите историски плячки. Во текот на вчерашниот ден излезе една информација која што признесе потпредседателот на ВМРО-ДПМН Александар Николовски, дека во договорот кој што вие се го подпишале со Бехтел Енка, а кој што до нас е доставен до свиркаче, кој што досега ниту еднаш не сте демантирале ниту една буква од тој договор, стои одредба каде што за 4 консултанти, значи не некоја специфична, би рекол, професија како инженерска, што е особено важна и што е неопходна за изградба на овие автопати, треба да се исплаќа плата од 35.500 евра. Вие многу често знаете да кажете дека целиот ваш професионален век сте го поминали во приватниот сектор. Господине Ковачевски, дали во компаниите кои што сте работеле вие, дали во компанијата каде што акционер сте сега, или некој од вашата најблиска околина, би дале 35.500 евра плата на вработен за давање на консултантски услуги. Односно, да го симплифицирам прашањето, Република Македонија е држава во која што тешко се живее. Имаме многу висока потрошувачка кошничка, имаме ниски пензии, платите не го следат растот на потрошувачката кошничка и инфлацијата. И прашањето ми е следно: дали е нормално на консултант кој што не е со специфична струка, која што е неопходна за изградба на овие проекти, е нормално да му се исплаќа плата од 35.500 евра? Тоа ми е првото прашање. Второто прашање ми е апропо утринската изјава на вашиот вице-премиер за економски прашања. Господине Ковачевски, видовме дека од 1 јули цената на струјата ќе поскапи дополнително заради тоа што ќе се врати процентот на ДДВ од 10 на 18%. Само да ги подсетам македонските граѓани, на 1 јануари струјата се покачи само заради тоа што ДДВ-то од 5 се покачи на 10%. Ние тогаш велевме дека до крајот на годината повторно ќе биде ДДВ-то 18% и затоа нудевме антикризни мерки кои што вие не ги прифативте. Сабале вице-премиерот вели тоа ќе биде нивелирано со ниската тарифа, односно со ефтината тарифа, дневната тарифа на струја. Но вреди да кажете дека во јануари и таа ја поскапевте за двојно. Прашањето ми е следно. Ве молам да им одговорите на македонските граѓани, без при тоа да имате 8 или 9 минути вовет и на крај да не одговорите ништо. Колку ќе биде нето поскапувањето на струјата од 1 јули по основ на 8% качување на ДДВ-то? Тоа ќе значи дека од 1 јули ќе има само по основ на ДДВ уште 8% поскапување на струјата. И доколку го нивелирате ова што велите вие ефтината дневна тарифа, која што и таа во јануари двојно ја поскапеа, може да има за процент или 2 поевтинување, но минимум од 6 до 8% од 1.7 ќе има честитка за сите граѓани на Република Македонија по основ на поскапување на струјата, по основ на враќањето на ДДВ, заради тоа што треба да ја засилите приходната страна, а да бидеме реални. Тука ја гледам колешката Дафина Стојановска, јас и Дафина бевме подписници на амандман со кој што требаше да се извадат средства од една ставка, да се додадат на приходната, за ДДВ-то да биде стабилно во текот на целата година. И третото пратеничко прашање до вас ми е следно. Минатите пратенички прашања вие ги започнавте со тоа што побаравте извинување за настаните од 27. април. И еве во овој месец ве демантираше судот на Страсбур, каде што укажа дека во одредена водена постапка на еден од првообвинетите на 27. април биле
повредени човековите права при одредување на мерката притвор? Во ред, еве можете и вие да одговорите. Прашањето ми е следно. Дали, ве молам фокусирајте се, доколку судот во Страсбург проценил дека во таа водена постапка биле прекршени човековите права, зашто и наложи државата на почитуваната Елена Доцевска Божиновска да ја исплати казна од 750 евра. Дали вие како премиер, дали вие како председател на владата сметате дека треба да повикате на одговорност, односно да иницирате отварање на истрага за иницирање на и би кажал детектирање на одговорност кај тие судии кои што суделе знаејќи дека ги прекршуваат човековите права. Заради тоа што ова е основ за отповикување и разрешување на судии. Ова што се случило. Затоа што некој кој што судел знаел дека ги прекршува човековите права и токму оваа пресуда е една од многуте кои што се наоѓаат сега во моментов пред судот за човекови права во Страсбург. Тоа е еклатантно кршење на човекови права и вие како премиер, без разлика што знам дека ќе ми одговорите како минатиот пат, ќе ми објаснувате тука какви нивоа на државна власт има, имате општествена одговорност да ги повикате сите институции кои што имаат надлежност да извршат истрага и тој кој што знае дека ги повредува човековите права да биде отповикан од функцијата. Сметам дека бев доволно јасен. Трите прашања се поставени до вас и очекувам одговор. Благодарам.